Неколку десетици баратели на азил во Германија, чии апликации биле отфрлени, се депортирани во нивните земји на Балканот. Во Германија само во јануари беа регистрирани над 90.000 мигранти, што е скоро за половина помалку од бројот регистриран во ноември минатата година. Депортацијата на оние на кои не им биле прифатени барањата за азил во Германија се одвиваше со чартер лет од аеродромот во Михен до Приштина и Скопје, соопшти германската полиција. Во минатиот септември Германија ги прогласи Албанија, Косово и Црнагора за безбедни земји, што значи дека на нивните граѓани, исто како и на граѓаните на Македонија, Србија и Босна и Херцеговина, автоматски им се отфрла правото на азил во таа земја. Германија во минатиот месец забележа пат на бројот на мигрантите во претходните неколку месеци. Како и да е, таму расте притисокот врз канцеларот Ангела Меркел да го намали мигрантскиот бран. Таа деновиве изјави дека бројот на мигрантите кои влегуваат во Германија ќе се намалува. Само лани таму дојдоа над 1.100.000 мигранти. Меркел ја повтори нејзината разочараност во врска со европскиот одговор на мигрантската криза. Eine Europäische Union mit 500 Millionen Einwohnern. Несватливо за мене е тоа што Европската Унија со 500 милиони жители не може да прими, например, 1.000.000 сирици, додека земја со 5 милиони жители, како Либан, го прави тоа. Тоа не дава добар впечаток за нашиот континент. Секојдневно зборуваме за нашите вредности, но ние не сме подготвени да го исполниме нашиот дел. Сирија не е на другата страна од екваторот. Таа е многу близко до Европската Унија, изјави Меркел, која нагласи неопходноста и од интегрирање на мигрантите во Германија. Една работа е апсолутно неопходна за интеграција, а тоа е дека оние што доаѓаат кај нас не само што треба да ги почитуваат нашите закони и да се воздржуваат од кривични дела, туку исто така треба да се приспособат на земјата во која дојдоа и да ги почитуваат нашите основни вредности, изјави Меркел. Таа инсистира на ова и покрај последните анкети кои покажуваат голем пат на нејзиниот рейтинг во земјата поради политиката на отворена врата спрема мигрантите и бегалците. Според последното истражување објавено деновиве, 40% од германците сакаат нејзина оставка. Овој процент се зголеми по бран од насилства за време на новогодишната ноќ во неколку германски градови, за кои беа обвинувани мигрантите главно од Северна Африка. Како одговор на тоа, германската влада ги заостри правилата за добивање азил, вклучувајќи и 2-годишна забрана за доаѓање на семејствата на азилантите во Германија. Берлин повторно воведе и контроли на границата со Австрија, особено на оние места што ги користат мигрантите, и ја забрза процедурата за депортирање на барателите на азил, чии апликации се одбиени.